Добре дојдовте во нашиот циклус до безпрекорност. Хирушките инструменти се поставени во метална кошница и се селектирани во зависност од видот и типот на операцијата. Секоја кошница е обележана со баркод кој содржи информација за видот и точниот број на инструменти. За секоја специјалност во хирургијата постојат однапред дефинирани категории на инструменти во форма на сетови и како модел и бројчано. На секој контейнер има соодветна пратечка документација во форма на формулари, еден со точен број и опис на инструменти во контейнерот и втор во чии рамки треба дополнително во текот на процесите да се пополнат податоци за тимот која вршел хирушката интервенција, што се ќе биде искористено од секој контейнер, како и количината на употребениот потрошен медицински материјал. Контейнерите со сетови хирушки инструменти, заедно со потрошниот медицински материјал, се складирани во депо, во рамки на секое хирушко оделение. Врз основа на потребите, медицинскиот персонал, која координира операцијата, ги одбира соодветните комплети и потребните материјали, стерилна облека, покривки за операционите маси и соодветни чаршафи за пациентот. Депото секогаш е лоцирано во зоната помеѓу отворените простори за движење на цивили и затворените простори каде се движи исклучиво медицински персонал. Главното медицинско лице, домаќин на операцијата, ги поставува контейнерите со инструменти и материјалите на маса. Медицинското лице од болницата носи стерилна хирушка наметка и стерилни ракавици. Се поставуваат стерилни прекривки за една употреба на потребните површини. Домакинот на оперативниот зафат ги отвара контейнерите и од нив ги вади металните кошници. Откако ќе ги отвори, индикаторот на контейнерот ја менува бојата од зелена во црвена. Соодветно ги распоредува инструментите на масата за хирушки инструменти и ги пребројува. Лицето од болницата го администрира формуларот за евиденција. Пациентот е внесен во операционата сала, поставен на операциона маса и соодветно прекриен со стерилни чаршави. Пристигнува хирушкиот тим кој ќе учествува во операцијата. Откако пациентот и целиот хирушки тим се соодветно прекриени, до операционата маса се носи мајо масата со стерилни инструменти. Со завршување на оваа процедура се е подготвено и процедурата може да започне. Доколку во текот на операцијата хирургот има потреба да користи дополнителни инструменти, домакинот на операцијата може да побара дополна. Отворањето се врши во салата, каде е веќе воспоставен стерилен режим. Домакинот ги отстранува заштитните чаршафи од пациентот и ги става во специјална корпа за медицински отпад. Потоа, според протоколите на болницата, пациентот се изнесува од салата. Медицинскиот персонал ја отстранува од себе облеката за еднократна употреба, ја фрла во корпата за отпад и ја напушта хирушката сала. Домакинот на операцијата ги собира инструментите во металните кошници и ги става во соодветна метална кутија полна со раствор за деконтаминација. По 15 минути, лицето од болницата ги префрла кошниците во контейнерот во кој биле претходно спакувани. Повторно затворени и безбедни за транспорт. Контейнерите се поставуваат во шатл количка соодветна за пренос на повеќе контейнери одеднаш. Кругот на процеси во операционата сала е завршен. Домакинот ја става неговата наметка во корпа за отпад и ја затвора. Ја напушта салата. Се изнесува затворената црна корпа со отпад. Транспортот на корпите надвор од хирушкото оделение се врши согласно локалните директиви за заштита на околината од ризик од биолошка контаминација. Вработените од болницата детално ја чистат операционата сала, пошто следува процес на дезинфекција со активна супстанца со помош на патентиран метод хигиенио, кој овозможува плакнење со пареа, оставајќи слој од средствата за дезинфекција на секоја површина. Уредно наредени во шатл количката, затворените контейнери со искористени инструменти со возило се носат од хирушките одделенија до единицата за стерилизација. Податоците од пратечката документација се внесуваат во системот за водење евиденција. Контейнерите со инструменти се пренесуваат во црвената соба. Се отвораат,
се мијат и дезинфицираат засебно од хирушките инструменти. Потоа преминуваат во чиста област преку пасбокс зоната. Сите инструменти во кошниците најпрво се бројат, за да се провери дали нешто недостасува. Секој инструмент рачно се мие и со четка се чисти од можни остатоци од операцијата. Се враќаат во кошниците за да се вчита информацијата за видот и точниот број на инструменти во секоја кошница. Кошниците со инструменти се редат на полицата која се поставува во специјална машина за автоматско миење и дезинфекција. Се одвива процес за автоматско миење и сушење во машината со двострана врата за употреба. Кога ќе заврши процесот, се вади од другата, во просторија физички одвоена од црвената соба. Во зависност од циклусот, овој процес трае околу 1 час. Полиците со кошници се изнесуваат од машината во сината соба. Операторот под лупа ги проверува инструментите еден по еден. Се проверува и функционалноста на секој инструмент. По потреба се врши нивното специфично подмачкување. По деталната проверка, инструментите се ставаат во кошница, се пребројуваат, се врши споредба со заведеното во системот за контрола. Контејнерите се поставуваат на сталажа која се става во машина за стерилизација со помош на пареа. Во оваа машина, со двострани врати за употреба, се врши стерилизација на комплетите на 121 или на 134 степени Целзиусови. Секој контејнер има индикатор, кој при отворање па се до автоклавирањето е во црвена боја. Штом контејнерот ќе ја помине процедурата на автоклавирање и ќе биде запечатен, бојата на индикаторот се менува во зелена. По завршување на овој процес, операторот проверува дали циклусот бил добар. Индикаторот на контејнерите мора да биде во зелена боја. Потоа се мерат и на овој начин, според тежината, пред и по стерилизацијата. Се проверува дали останала влага во самиот контејнер. По двете контроли, комплетот е подготвен за испорака заедно со пратечката документација. Во излезната зона, преку двостран шалтер се преземаат стерилните контејнери од зелената соба. Се редат во шатл количката, која е целосно физички затворена. Шатл количките се транспортираат од единицата за стерилизација до хирушките оделенија. Запечатените црни корпи за употребен медицински отпад со специјално возило за транспорт на медицински отпад се носат до единицата за управување со отпад, каде се растовараат и складираат во преемното депо. Затворените корпи поминуваат низ детектор за метал, за да се провери дали некој инструмент залутал во корпата за отпад. Кантите се празнат во соодветни печки за согорување медицински отпад. Отпадот се согорува преку кинетичка енергија, овозможена од машина која достигнува 145 степени Целзиусови. Испразнетите корпи се мијат и дезинфицираат. Како такви се складираат во специјално депо, лоцирано во рамки на единицата за управување на отпад. На ваков начин се подготвени за повторна употреба. Сите процеси кои го сочинуваат системот за техничка поддршка на хирушките капацитети се управуваат со помош на IT платформа, која овозможува следење и водење на сите процедури. Со овој систем се овозможува континуиран проток на информации и податоци за имплементација на активностите. Според динамиката на експлоатација на инструментите, како и континуираното следење на развој и напредокот на хирушките алати на европско и светско ниво, редовно се врши набавка и дополна со инструменти. Вака, хирурзите секогаш на располагање имаат одлична понуда на инструменти за реализација на оперативните зафати, што овозможува подобрување на нивните перформанси.